Американскиот председател Обама ќе мора да го стегне ременот по победата на републиканците на неодамна одржаните конгресни избори. За ова разговарам со Ведран Андоновски од Гласот на Америка на Македонски во Вашингтон, кога го прашувам какви скусувања се на поведок. Горан, дури и пред републиканците да освојат мнозинство во представничкиот дом. Обама назначи двопартијска комисија да препорача како да се намали буџетскиот дефицит, што за фискалната 2010 година изнесуваше, дури и за пишување со бројки, огромни 1,3 трилиони долари. Комисијата резервираше дека Америка нема да биде голема ако банкротира и предлага одзголемување на старосната граница за пензионирање на 69 години до 2075, затворање на армиските бази во странство, замрзнување на владините плати и кратење на бројот на владени вработени за 10%, па се до зголемување на данокот за бензин. Целта е дефицитот да се намали за 4 трилиони долари во наредните 10 години. Горан? Дали власта и опозицијата во Америка можат да соработуваат во однос на овие прашања? Во новиот политички сооднос, обете страни имаат интерес соработката да стане реалност. Обама, за кого не е рано да размислува за евентуален реизбор во 2012-та, вели дека примил пораката од гласачите на конгресните избори да ја заврши работата на економскиот опоравок, а републиканците сакаат на истата карта да ја задржат популарноста меѓу гласачите. Така Обама денес од азиската турнеја порача дека е за продолжување на даночните олеснувања за американците со средни примања, што истекуваат на крајот на годината, а што ги усвои неговиот претходник Џорџ Буш. Обама ги повика обете партии на состанок за даноците наредната недела, веднаш по враќањето од азиската турнеја. Горан? Благодарам, Ведран Андоновски од Гласот на Америка. Во Сеул заврши Г2